Добро дојдовте назад во отвореното студио, како што веќе може да забележите. Со нас во студиото е нашиот редовен гостин, нашиот колега Дејан Андоновиќ, со кој ги анализираме настаните од регионот и светот. Добар ден. Дејан, денеска ќе разговараме и за Брекзит и за Колумбија, меѓутоа пред Венецуела, попрецизно за Колумбија ќе разговараш малку подоцна, ма за европската Колумбија, токму така, со колегата Александар Чомовски. Меѓутоа, пред да преминеме на настаните од регионот и светот кои стандардно ги анализираме со тебе, јас и колегата Баневски би сакале денеска да се осврнеме малку и на она што денеска излезе како информација дека Македонија е на 93-то место по индексот на корупција. Така, Transparency International го објави индексот за перцепција на корупцијата за 2018 година и открива дека континуираниот неуспех на повеќето земји да ја спречат корупцијата придонесува за кризата на демократијата во светот. Со оглед на загрозеноста на многу демократски институции низ целиот свет, треба да направиме повеќе за заекнување на механизмите и рамнотежата и контролата и заштитата на правата на граѓаните, изјави Патриша Мориара, генерален директор на Transparency International. Корупцијата ја нагризува демократијата и создава магичен круг во кој ги подкопува демократските институции, а така ослабени тие се помалку способни да ја контролираат корупцијата, додава таа. Индексот е составен врз основа на 18 истражувања и процени на експертите со цел да се испита корупцијата на јавниот сектор во 180 земји и територии со оцена од 0, односно висока корумпираност, до 100, односно отсуство на корупција. Токму тука доаѓаат и оние загрижувачки резултати кои го покажал овој индекс во однос на Македонија. Македонија има 37 поени од вкупно 100, што е многу полошо од просекот на Западна Европа и Европската Унија, кој изнесува 66, и нашата држава со ова доаѓа на 93-то место. Од земјите во регионот најниска перцепција за корупција има во Словенија, која се наоѓа на 36-то место, по неа следи Хрватска со 60-то место, Црна Гора, Грција, Бугарија, Турција, Србија и Босна и Херцеговина. Повеќе од 2/3 од земјите оствариле резултат под 50 поени, со просечен резултат од 43 бода. Од 2012 година само 20 земји, вклучувајќи ги Аргентина и брегот на слоновата коска, значително го поправија својот резултат, додека 16 земји, меѓу кои Австралија, Чиле и Малта, го влошиле резултатот. Данска и Нов Зеланд се наоѓаат на врвот на индексот со 88 и 87 поени, додека на последно место се Сомалија, Јужен Судан и Сирија со по 10, 13 и 13 поени. Најдобро рангиран регион е Западна Европа, како и Европската Унија, со просечен резултат 66, додека најлошо пласирани региони се Субсахарска Африка со просечни 32 поени и Источна Европа и Централна Азија со просечни 35 поени. Мора да кажам дека овој индекс и овие резултати навистина загрижуваат. Корупцијата на големо царува во оваа држава, меѓутоа можеби перцепцијата е дека многу малку менуваме во однос на ова прашање. Јас и колегата Баневски сметавме дека ова информација е важно да се сподели пред се, за да малку повеќе се освестат сите власти засегнати со ова. Тука ќе го споменеме и состојбата со нашата антикорупцијска комисија, која се уште нема нови членови, односно која се уште е празна, па можеби и малку повеќе ќе се заангажираме за овие состојби со оглед на тоа дека се клучен фактор во една демократија. Дејан, какви се твоите перцепции за корупцијата? Па јас корупцијата ја гледам, бидејќи живеам тука, но бидејќи нели најавивме од теми Венецуела, Брекзит па и Косово, веднаш се наметнува некако кога е корупцијата во прашање да почнеме со Венецуела. Венецуела е една од најкорумпираните држави во светот, токму затоа и ова се што се случува таму, тие тензии, тие обиди, тие незадоволства на граѓаните кои живеат таму. Не знам колку го знаете податокот, неколку пати го зборев, дека Венецуела е една од најкорумпираните држави, дека таму власта и неколку десетина луѓе ја држат целата држава, земја најбогата со нафта во целиот свет, по резерви на нафта, земја која е четврти извозник по нафта, а луѓето таму заработуваат $1 работ на граѓанска војна.
Тие се во секој случај, но ајде кога почнавме со корупцијата да ја повржеме до крај. Според некои податоци кои можам да ги добијам преку овие информации и медиуми, $1 е 9000 боливари ми се чини, а толку заработуваат месечно луѓето во Венецуела, што е премалку да го повржеш месецот од почеток до крај, и многу е жалосно држава која е најголема, еден од најголемите извозници на нафта и практично е способна за да си го подигне поради стандардот. токму таа корупција, луѓето се на работ на животна екзистенција, едноставно веќе не можат да издржат. Тензиите се таму и заради нешто друго, но корупцијата, само да се надодадам на овој твој разговор и оваа вест околу нашата корупција. Така, сега каква е состојбата во Венецуела? Колегата Баневски спомна дека се веќе на работ на граѓанска војна, меѓутоа тука се и големите сили кои сепак вршат одредени влијанија. Почна како дека се на работ на граѓанска војна, но се чини дека тука работите се замеша од надвор, големите сили, практично луѓето стојат по страна. Елитите се на работ на граѓанска војна, ми се чини, бидејќи едната страна од актуелниот председател Николас Мадуро, социјалистот, кој го наследи нивниот легендарен водач Хуго Чавес, е председател на државата. Од друга страна, председателот на собранието Хуан Гуедо, кој како председател на парламентот се самопрогласи за нов председател на Венецуела и експресно више поддржан од западните сили, како што се САД, Британија, Франција, Австралија, Канада, Европска унија и сите тие западни. Наспроти Русија, Турција, што зборува. Што само укажа дека покрај првичните оние први 3 дена протести на луѓето на улиците на Каракас, каде што загинаа 40 луѓе, а 2300 до сега се уапсени, ми се чини дека луѓето полека се смирија, а сега елитите се борат за тоа кој е председател и кој ќе остане да владее со Венецуела. Сметаш дека тоа поради тоа што на големите сили не им одеше во прилог уште една војна, или на вистина страстите меѓу граѓаните таму се смирија? Вака, луѓето се незадоволни од тој начин на живот и тоа е де факто така. Според некои статистики, околу 5000 луѓе дневно ја напуштаат Венецуела, уште пред да дојде до овој, да кажеме, до овие тензии, ја напуштаат Венецуела и бегаат преку Колумбија, која ти пред малку ја спомена, и преку другите латиноамерикански држави во опит да бегаат во Соединетите американски држави, каде што па Трамп од друга страна сака да го стави тој фамозен зид за да не може да бегаат. Тоа е едната работа. Втората работа е што судирот на двете концепции ми се чини од Црно море преку Сирија, каде што се допира Русија и Соединетите американски држави, некако тежиштето очекувавме да биде Украина, но одеднашка се префрли во Венецуела. Двете сили се борат за таму кој ќе го преземе таа држава која има најголеми резерви за нафта, бидејќи резервите на нафта се знае се и просперитет на државата која ги менаџира. Да преминеме на Брекзит и тоа исто. Она само треба да го сакав да го додадам дека како нова вест и како информација од утринава е дека Соединетите американски држави ставија целосни санкции кон Венецуела. Тоа можеби вака изгледа не е некоја вест, меѓутоа треба да се знае дека реакција од Русија? Реакцијата се разбира дека е негативна, но Русија реагираше на нешто друго. Соединетите американски држави, добре да се знае дека и покрај целосните санкции кон Венецуела, увезуваше нафта од Венецуела. Венецуела беше четврти извозник на нафта во Соединетите американски држави, што значи дека преку некои корпорации американско-руски, Венецуела извезуваше нафта во Соединетите американски држави, а за возврат на тоа добиваше ресурси како што е храна. Сега и официјално се блокирани тој извоз, што само укажува дека Белата куќа и Вашингтон планираат нешто поопсежно да направат, односно обвинети се од страна на Русија дека се обидуваат да изведат војна интервенција. Од друга страна, Вашингтон негира дека планира да изведе војна интервенција и обвинува Русија дека распоредила 4000
се извинувам, 400 или 800 специјалци на така наречената Вагнер група, тоа е паравојна формација која ја видовме на Крим без обележја, тоа се платеници руски кои наводно се распоредени да го чуваат Мадуро и тој таму режим да го зачува Русија својата интересна сфера. Значи се звецка со оружје таму, сега за сега само закани на релација Москва-Вашингтон, а внатре во самата Венецуела опонентите Мадуро и Хуадидо се обидуваат да ја добијат наклоноста на армијата, оној кој ќе ја добие наклоноста на армијата внатре како политичар на венецуеланската армија, тој практично ќе ја задржи и власта во Венецуела. Преку Атлантикот пак и Тереза Меј е подготвена да направи големи чекори. Како што можевме да погледнеме, таа ќе бара од Европската Унија да се спроведе договорот за Брекзит. Мене ми се чини дека Тереза Меј малку е осамена од цела оваа позиција. Од една страна таа најавува пред британскиот парламент дека мора некои работи да се прифатат што она ги издоговорила со Брисел. Од друга страна им ветува дека ќе се обиде да издействува нови преговори со Брисел за некој нов Брекзит. Од друга страна Брисел порача јасно дека нема веќе преговори околу Брекзит, тоа што е договорено е договорено. Доколку британскиот парламент тоа не го прифати, како што не го прифати пред 2 недели, ќе се оди на варијантата на така наречен тврд Брекзит, односно излегување на Британија буквално од сите меѓународни договори, како нова држава да почне од поново. Таа денеска им вети на пратениците, особено она ирско прашање е многу шкакливо, ми се чини дека тоа најголем проблем, така наречениот бекстоп, каде што британците според излегувањето од Европска Унија ќе имаат тврда граници измеѓу Северна Ирска и Република Ирска, од друга страна ирците доколку до тоа дојде. Што нормално не им одговара. Не им одговара, они ќе мораат онда ќе бараат да излезат од Велика Британија за да се останат во Европската Унија. Шкотите на го најавија истото доколку Британија излезе на 29. Прилично жестоки се тие расправи во британскиот парламент. Тереза Меј е помеѓу чеканот и наковалната сега помеѓу Брисел и британскиот парламент. Таа ветува дека ќе се обиде да испреговара. Ќе видиме некои смирувачки тонови дојде од Брисел денеска, а тоа е дека не се исклучува можност британските граѓани да имаат безвизен режим со Европската Унија, за да се намали по онаа друга тензија, оној податок дека 3,5 милиони европјани живеат во Британија, а околу 5 милиони британци живеат во Европа. Да не останат заробени едните. А остануваат бидејќи автоматски ќе се активира она некои податоци велат дека европјаните ќе плаќаат месечно 60 фунти за возрастен и 35 за дете при нивниот престој во Британија, што ќе се каже, а што онда ја да живеам во Британија, ќе се вратам во Европа. И уште еден податок со Брекзитот кој изминативе денови излезе, а тоа е дека многу големи корпорации, како што е Boeing, како што е Samsung, не знам уште која од овие големи фирми, ја напуштија Велика Британија и своето седиште го најдоа во Холандија, во Белгија, бидејќи не им се исплаќа. Така Британија и британското стопанство губи многу финансии и ќе се покаже дека Британија, повторно ќе кажам, се преценила и избрзала со нејзиното излегување од Европската Унија. Така што ни се случува во соседството, дали Харадина ги губи работите, односно ја губи контролата од раце, се работи за уште една корумпирана држава, ако се вратиме на она од почетокот. Харадинај, слободно ќе кажам, неговата исто така тврдоглавост и настојчивост по секоја цена да не ги симне таксите воведени кон Србија и кон Босна и Херцеговина за српските производи 100% нели данок, и оглушувајќи се на можеби на нивниот единствен ментор Соединетите Американски држави, кои тие побара од Харадинај да ги тргне. Он излезе после состанокот со американскиот амбасадор во Приштина и херојски изјави дека беше побарано од нас да ги укинеме таксите, но ние нема да ги укинеме, ние сме суверена држава. Спротивставените ставови на председателот, на кој му порача да не се меша. Тоа е и проблемот. Тој излезе и рече дека ние сме држава, нема што да укинуваме, ние одлучуваме. Тоа покажа за подвоеност во власта на Косово или пак можеби некоја фарса пред меѓународната заедница, да речем? Јас искрено помислев дека е можеби фарса, но она што му се случува на Харадинај оваа недела, дека очигледно и најверојатно ќе падне владата на која тој е премиер, бидејќи таа е коалициона влада. Поради тврдоглавоста, особено по најавите на председателот на Косовското собрание, Кадрију, кој е еден од лидерите на партиите кои се во коалиција со Харадинај, кој изјави дека
Добро би било Приштина да ги укине тие такси, еве на 120 дена, да видиме што понатаму, што ја го стави Харадинaj во една улога дека е буквално издаден од својата владина коалиција и најверојатно ќе мора да се повлече. Тој денеска изјави дека очекува до крајот на неделата неговата влада да падне. Да, што се однесува до новиот изборен процес таму, како би можеле да очекуваме, имали некакви пулсови барем од таму да доаѓаат, што би се случувало со борба ќе има коалициони превирања најверојатно, бидејќи сега туку Харадинaj сега го надвор одигра. Можно е Харадинaj као еден од поекстремните, нели, околу се покажа околу таксите за кон Србија се покажа доста екстремен. Од друга страна може оваа коалиција која каде што беше неговата партија, да влезе партијата на актуелниот претседател Хашим Тачи, па да се направи некоја нова коалиција. Па ќе кажам, Косово е сепак, иако меѓународно признаено, се уште под меѓународен протекторат, веројатно и таму меѓународната заедница, особено Соединетите Американски држави, ќе мораат да го дадат рецептот како Косово понатаму. Ден, ти благодарам за разговорот, меѓутоа остани со нас уште неколку минути во студиото, бидејќи нашите колеги од Дескот, што току ни ја испратија информацијата дека основното јавно обвинителство Скопје отворил предмет по допрен глас во врска со евентуални неправилности при увозот, дистрибуцијата и употреба на вакцината МРП во периодот од крајот на 2018 и почетокот на 2019 година. При тоа обвинителството ќе проверува дали постоеле неправилности при увозот на вакцините, нивниот рок на употреба, како и евентуално предизвикани штетни последици. Со таа цел надлежен јавен обвинител веќе издаде наредба до Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи, со која побара да се извршат проверки во правното лице Македонија Лек, како увозник и дистрибутер на вакцината МРП. Од фирмата увозник треба да се обезбеди комплетната документација поврзана со увозот на вакцините и нивното етикетирање. Проверки ќе се извршат и во Агенцијата за лекови и медицински помагала Малмет во поглед на извршените контроли на увезените вакцини и евентуално констатираните неправилности. Согласно издадената наредба од јавниот обвинител, МВР ќе направи проверки за случајот и во Министерството за здравство како ресорно министерство. Моравме да ја споделиме оваа информација, бидејќи растат случаите на заболени од морбили во повеќе градови низ Републиката, а скандалот со овие вакцини станува се поголем. Исто така и реакциите од јавноста. Се сеќавате дека беа пронајдени вакцини за кои Министерството тврди дека се со погрешна етикета, односно погрешно етикетирани. Од друга страна најавува дека истите ќе бидат уништени, а меѓутоа дека не биле со поминет рок, што е малку спорно за јавноста во оваа држава. И секако тука е и барањето на јавноста да се уништат, ако веќе се уништуваат пред очите на јавноста. Особено по битката, ако може така да се нарече во јавноста, која што се отвори со целиот овој случај околу вакцините и особено последни веденови со изјавата на министерот Филипче, односно кој што сакајќи да покаже добар пример, да покаже пример вакцинирајќи својата внука, беше мета на критики повторно од јавноста на социјалните мрежи, особено кога станува збор, бидејќи не би ја примила вакцината во рака, како што треба да биде примена вакцината МРП, што отвори цела една полемика. Затоа ова информација и така која јавно важно да се сподели во јавност и претпоставам дека сме меѓу првите бидејќи што туку е пристигната оваа информација. Тука некаде и мислам дека е крајот на ова издание. Поштувани, ви благодарам за вашето внимание со кое што не следевте. Секако останете и натаму со нас. Следуваат забавниот дел Возење со Вучиќ, ексклузив и секако мода со Сергеј Варошлија. Во 19 часот студиото го презема колегата Александар Чомовски, а вечерва во 21 часот не пропуштајте го специјалното издание на Правда и неправда со колешката Гордана Дувњак, на која на гости доаѓаат тројца обвинители од специјалното јавно обвинителство и кои имате можност при тоа да ги прашате, да им поставите прашања или било каков коментар преку нашите телефонски линии кои што ви се добро познати. Уште еднаш ви благодарам за вниманието. Со мене и колешка Татовска се гледате веќе во четврток. Ви благодарам за вниманието уште еднаш и до гледање. Специјално телевизиско издание за специјалните јавни обвинители.
Катица Јанева, Миле Стефанова, Трајче Пеливанов. За прв пат во отворена жива програма со отворени телефонски линии ќе одговараат на прашањата на граѓаните во специјалното издание на Правда и неправда со Гордана Дувњак. Вторник, 21 часот. Предизвикот е прифатен. Вие сте на потек. Специјалните јавни обвинители